Република Македонија денеска одбележува 25 години од успешно спроведениот референдум на кој македонските граѓани се изјаснија за самостојна и суверена држава. Убедливо мнозинство, над 95% од граѓаните што излегоа на референдумот на 8 септември 1991 година, позитивно одговорија на референдумско прашање дали сте за самостојна Македонија со право да стапи во иден сојуз на суверени држави на Југославија. На референдумот му претходеше декларација за независност, што првиот повеќе партиски македонски парламент ја усвои на 25 јануари 1991 година. Формално волјата на народот за самостојна држава беше потврдена со декларација за прифаќање на референдумските резултати на 18 септември 1991 во Собранието на Република Македонија. Следен важен чекор во зацврстувањето на државата беше усвојувањето на новиот устав на 17 ноември 1991 година. Сенка врз настаните со кои се поставија темелите на самостојна држава, фрли бојкотот на референдумот од страна на дел од албанската етничка заедница и неподдржувањето на новиот устав од пратениците албанци. 10 години подоцна, уставот беше надополнет по конфликтот во 2001 и подпишувањето на рамковниот договор. Државноста на Македонија прва ја призна Република Бугарија, пошто следуваа признавање и од Турција, Словенија, Хрватска, Русија, Босна и Херцеговина. Државата се осамостои монетарно со воведување на денарот на 26 април 1992, а потоа доби и своја армија која роден денот го слави на 18 август. Меѓународно правниот субјективитет на државата дефинитивно беше потврден на 8 април 1993, кога со акламација во Генералното собрание на Обединетите нации Македонија беше примена за 181 полноправна членка на светската организација поради противењето и притисоците на Грција, која не го прифаќа нашето уставно име. За членувањето во Обединетите нации беше под привремената референца поранешна Југословенска република Македонија. Под покровителство на Обединетите нации, Скопје и Атина почнаа разговори за решавање на проблемот што го има Грција со уставното име на Македонија, кои се уште траат.